Има начин како да се реши состојбата со судскиот совет, но власта очигледно нема волја, посочуваат упатените. Парламентот може да ги отповика тројцата членови кои ги предложи, а и председателот Стево Пендаровски да го направи истото со двајцата членови кои се негов предлог, појаснува новинарот Саше Димовски. Останатите две оставки заедно со овие 5 веќе се мнозинство за распуштање на целиот совет, објаснува Димовски. На овој начин барам, ако некој тврди дека тоа не го пишува во законот, не го пишуваше ниту разрешувањето на Весна Дамева на начин на кој беше извршено, па еве функционира со нов председател, истото да го употребат Комисијата за избори и именување во Собранието да достави предлог за разрешување на тројцата членови од Собрание и двајца од председателот по принципот дека истите ја злоупотребиле службената положба и овластување. Само така, со комплетно нов состав, ќе можеме да зборуваме дека можеби во иднина нешто би се променило во судскиот совет. Со овие членови кои вака се однесуваа во изминативе 2 месеци не може да направиме ништо. Невладините се надеваат на совеста на членовите. Од Коалиција за правечно судење сметаат дека треба да се самораспушти советот. Да се распушти советот и да се формира целосно нов совет, односно нов состав на советот да се направи, при тоа да бидат направени законски измени со кои би се зајакнала контролната улога при изборот и отчетноста на членовите на советот. За тоа да се направи имаме практично две опции. Едната опција е членовите сами да поднесат оставка, а другата опција е државата да донесе закон со кој што ќе се распушти практично советот и ќе се избере нов состав врз основа на ново донесениот закон. Со овој став и ваквото однесување на членовите на судскиот совет нема напредок, ниту можеме да очекуваме позитивни промени во правосудството, реагира експертската јавност и на социјалните медиуми. Бурни реакции имаше од меѓународниот фактор кој будно го следи циркузот во судскиот совет со смената на сега веќе поранешната председателка Весна Дамева. Уште поголем циркуз јавноста виде кога членовите утврдуваа дали има судирни интереси во предмети каде сопругот на Дамева се појавува во својство на оштетен, а штетата изнесува 1.300.000 евра. Минатата недела, двајца членови дадоа оставки со образложение дека советот не бил функционален и имало нарушени меѓучовечки односи. Реакциите како да не допираат до членовите на судскиот совет. Власта си молчи, а советот си тера по свое. Минатата недела на седница, советот распише избор за нови двајца членови. На истата седница беше избран и заменик председател на местото на досегашниот Селим Адеми, кој оставка поднесе по драматичното разрешување на Дамева. Халив Зендели беше избран со 1 глас против и вети дека ќе треба многу работа за да се враќа нарушената доверба во судството.